Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал и благодарам што одвојувате време да го слушнете моето ново видео. Денес ке зборуваме за интуицијата, која е често експлоатирана тема, а на крајот излегува дека повторно е чиста непознатица. Мене лично многу ме интересира оваа тема, затоа што во дадени ситуации ми се има случајно нешто да почувствувам во врска со некого или нешто, а на крајот да се испостави дека тоа не била интуиција, туку само предпоставка. Многу често се случува предпоставката за нешто да ја побркаме со интуицијата и обратно. Самиот збор интуиција влече значење од латинскиот збор кој значи наблюдување, забележување и затоа интуицијата е забележување од аспект на несвесното. И самиот Јунг, кој сакам да го читам, но не сакам толку слепо да се држам до она што тој го учел, но секако има тука многу добри работи што може да се научат од него при работата на себе. Интуицијата Јунг ја поистоветувал со мислењето, чувството за нешто. Битно е дека интуицијата е забележување од несвесниот дел на нашата личност, а клучот е што се наоѓа во тоа наше несвесно, така да можеме да го направиме тој филтер кој ќе ни укаже на тоа дали нешто е интуиција или само предпоставка. Не е добро секогаш да се подпираме на интуицијата, исто како што не е добро и никогаш да не се подпираме на неа. Клучот е во соработката помеѓу несвесното и свесното. Бидејќи интуицијата е забележување од несвесното, а рациото од свесното, клучот е во соработката помеѓу несвесното и свесното. Понекогаш во дадена ситуација сме мислеле дека имаме интуиција за некого, дека не е добра личност, например, а времето ни покажало дека е обратно. Затоа во случајот станува збор за предпоставка или кога сме мислеле дека нешто е предпоставка, тоа било всушност нашата интуиција. Од друга страна, се среќаваме со луѓе кои наизглед се културни и фини, се е супер, а вие имате некое чувство дека нешто тука не е во ред и тоа чувство не можете да си го објасните. Тоа може да значи дека енергетски не сте се подклопиле, но може да значи и дека од тоа ваше несвесно, интуитивно сте почувствувале дека нешто не е како што треба. Се вели дека жените имаат подобра интуиција од мажите, што јас лично не се согласувам со тоа, затоа што мислам дека жените само умеат подобро да ја слушаат својата интуиција. Секако, женската енергија се врзува за интуитивното, а машката енергија за рационалното. Но тоа не значи дека и мажите немаат интуиција и дека не ја слушаат. Со луѓето со кои сме повеќе поврзани, како например мајките со своите деца, побрзо ќе примат информација интуитивно дека нешто не е како што треба, отколку во други случаи. Што сме повеќе свесно во некој однос, партнерски, колегијален, пријателски, тоа несвесно ни дава точни информации на интуитивно ниво. Понекогаш, кога интуитивното чувство ни работи во корелација со рационалното, ни дава подобра и поширока слика за нештата околу нас. Секогаш кога се прашувате дали се работи за интуиција, следете како однатре се чувствувате. Во врска со нештото, секако. Интуицијата никогаш нема да ви даде чувство на страв или анксиозност. Тоа го прават нашите мисли и емоции. Значи тоа не е интуиција. Ако нешто ви делува дека е исправно, а однатре чувствувате дека не е правилно да се направи, тоа е страв. Од друга страна, ако нешто ви делува како погрешно, но чувствувате дека е правилно, тоа е интуиција.
Со оваа така наречена формула, секогаш ќе знаете дали е во прашање интуиција или само предпоставка. Интуицијата ни дава мир и да нема акција. Интуицијата никогаш не може, не лаже, но само кога ќе научиме правилно да ја слушаме. Интуицијата никогаш не лаже, но само кога ќе научиме правилно да ја слушаме. Драги мои, доколку ви се допаѓаат вакви и слични теми на кои зборувам од мој агол, ве поканувам да го заследите мојот канал. За вас е тоа само еден бесплатен клик, а за мене тоа многу ке значи. Довидување до моето следно видео и ви посакувам се најдобро.